Почитувани ученици, добар ден! Добар дојдовте на мојот наставен час по предметот македонски јазик. Јас сум оделенски наставник Билјана. Денеска ќе учиме за вежби за збор и реченица. Цели. Ученикот да се оспособува да ги препознава и пишува печатните букви. Да се оспособува да пишува зборови. Да се оспособува да дополнува зборови со испуштени букви. Самостојно да составува реченици. Првин да започнеме за збор. Што е тоа збор? Збор е основна јазична единица која што има определено значење. Значи, секој збор има определено значење. Например, на сликата гледаме јагода. Соодветен збор е јагода. Една слика, еден збор. Јагода. Реченица. Реченицата е составена од зборови кои треба да ги поврземе за да искажеме некоја завршена мисла. Значи, со реченицата да искажуваме некоја завршена мисла. Например, сликарот слика. Погледнете, дечиња. Сликарот слика. Оваа реченица е составена од два збора. Првиот збор е сликарот, вториот збор е слика. Сликарот слика, но јас имам додадено. Сликарот слика, слика, или сликарот слика фотографија. Значи можеме да составиме и повеќе сликички, но да има помалку зборови. Исто така, може да има и помалку слики, но да има повеќе зборови. Битно е да знаеме дека реченицата е составена од зборови кои треба да ги поврземе за да искажеме некоја завршена мисла. Во конкретниот случај, оваа реченица е составена од два збора. Сликарот слика. Сега ни се бара да ги напишеме буквите кои недостигаат во зборовите, но од дадените букви во квадратите да составиме по еден збор. Првата буква ни е буквата Д. Веќе имаме на слика едно убаво дрво. Треба да го составиме зборот дрво. Д-Р-В-О. Дрво. Зборот дрво е составен од 4 букви. Втората буква ни е буквата Т. Долу имаме на слика представено топка. Треба со збор да напишеме топка. Зборот топка е составен од 5 букви. Третата буква ни е буквата Ц. Ц, одоздолу имаме слика цвеќе. Зборот цвеќе е составен од 5 букви. Наредна буква ни е буквата Г. Ја имаме на слика грозие. Зборот грозие е составен од 6 букви. И на крај ја имаме буквата Ч, чешел. Зборот чешел е составен од 5 букви. Напиши ги зборовите под дадените слики. За првата фотографија имаме деца. Деца. А јас би ве замолила вас, ученици, да пишувате во вашите тетрадки. Ананас. Јаболка. Банани. Состави реченица од дадените слики. На сликите ни е јасно представено мајмун и банана. Реченицата гласи: мајмунот сака да јаде банани. Ајде да погледнеме, ученици, сега од колку зборови е составена оваа реченица. Мајмунот 1, 2, 3, 4, 5 збора. Значи, мајмунот сака да јаде банани е составен од 5 збора. Наставникот чита реченица, а ученикот ја пронаоѓа и ја обојува со соодветна боја. Вие, ученици, потребно е да ги препишете овие реченици во вашите тетрадки. Потоа следи: јас ќе кажам боја,
Вие ќе ја пронајдете реченицата која ќе ја кажам измешано во оваа табела и ќе треба цел квадрат, односно правоаголник, да го избоите во бојата која што ќе ја кажам. Пример, сина боја. Томе има шарен чадор. Одлично. Жолта боја. Авионот лета високо. Пронајдете ја реченицата. Првата реченица. Зелена боја. Бебето спие во креветчето. Црвена боја. Штркот лови жаби во барата. Кафејава боја. Мила има топка. И последната ни е со виолетова боја. Сакам да јадам брокула. Одлично. Сега сакам да погледнеме за секоја реченица од колку зборови е составена. Авионот лета високо. Првата реченица е составена од 1, 2, 3 збора. Втората реченица. Томе има шарен чадор. Јасно ни е видливо дека ни е составена од 4 зборови. Томе има шарен чадор. Втората реченица ни е составена од 4 зборови. Третата реченица. Штркот лови жаби во барата. Третата реченица е составена од 5 зборови. Шестата реченица. Мила има топка. Одлично, ученици. 3 збора. Бебето спие во креветчето. Оваа реченица е составена од 4 зборови. Сакам да јадам брокула. Одлично. Оваа реченица е составена од 4 збора. Многу добро. Поврзи ја реченицата со точниот збор. Петар има син велосипед. Надвор врне дожд. Мама направи вкусна торта. Јован и Ќамил играат во паркот. Можеме да забележиме, од десна страна се представени зборовите. Торта, паркот, велосипед, дожд. Ова ни се зборови, вкупно имаме 4 зборови, но гледаме дека не се поврзани едни со други. Затоа не образуваат реченица, туку едноставно се само зборови. Во вториот случај, Петар има син, значи овдека имаме 3 зборови, меѓутоа реченицата не ни е довршена. Затоа, за да биде реченица, треба да ни биде довршена, односно целосно искажана мисла. Петар има син велосипед. Сега ни е завршена реченицата и за оваа реченица велиме дека е составена 1, 2, 3 од 4 збора. Надвор врне. Може да се каже надвор врне, да се остави, но правилно е надвор врне дожд. Оваа реченица е составена од 3 зборови. Мама направи вкусна торта. Мама 1 направи 2, вкусна 3, торта 4 збора. Јован и Ќамил играат во. До тука немаме реченица, но кога ќе искажеме Јован и Ќамил играат, може да биде само тоа реченица. Но Јован и Ќамил играат во паркот е тогаш искажена целосна реченица. Одиме наредно. Од дадените фотографии ќе составиме реченица. Можеме да кажеме другарчињата местат антена. Можеме да кажеме дека се татко и син, па да им дадеме имиња. Тука јасно можеме да кажеме дека ветерот дува. Да погледнеме кои ни се составени речениците. Тато и мите местат антена. Одлично.
Ветерот го дува дрвото. Овдека требало да биде места Т. Надвор паѓа снег или времето е ладно. Мама и даде месат леп. Надвор паѓа снег. Мама меси на маса. Може. Бинго, читање на зборови. Одадените зборови состави реченици. Мите, ема, има, меси ни се само зборови. Сега треба да составиме реченица. За да биде реченица треба да биде целосно, искажена и завршена мисла. Да почнеме. Мите, мести, антена. Мите, мести, антена. Одлично, деца. Мама, меси леп. Мама меси леп. Ана носи вода. Одлично. Ема има кукла. Ема има кукла. Мишо има шарена топка. Мишо има шарена топка. Целосно искажена и завршена мисла. Ние составивме 5 реченици од ова бинго. Ајде сега да провериме секоја реченица по колку зборови има. Мите мести антена. 3 збора. Мама меси леп. 3 збора. Ана носи вода. 3 збора. Ема има кукула. 3 збора. Мишо има шарена топка. 4 збора. Домашна задача. Дополни ги зборовите. Состави по една реченица од зборовите. Книга, топка, песна. Драги ученици, се надевам дека ви се допадна овој наставен час. Довидување до следниот час.